Новите домашни и странски инвестиции кои отворија работни места како да доведоа до две крајности со кои како општина за прв пат се соочуваме. Задоволството од новите вработувања се уште го нема кај нововработените, бидејќи како рефлексија од минатото сите очекуваа солидни плати и оптимален ангажман. Во практиката платите се мошне ниски, работниците мора да исполнуваат европски норми и стандарди, но тоа веројатно не е најголемиот проблем кој ја обременува оваа проблематика. Загрижувачки големата миграција и печалбарството се повеќе доведуваат до парадоксална ситуација. Фирмите да не можат да ги пополнат новоотворените работни места, иако списокот на невработени е мошне долг. Тоа значи дека од еден проблем со невработеноста сега се појави втор со немање млади и соодветно стручна работна сила на производствените капацитети. Не се поволни ниту бројките и податоците кои ги анализираа и спроведуваат соодветните институции. Во источниот дел од државата се евидентирани помалку од 3000 невработени до 35 годишна возраст, а странските и домашните инвестиции и капацитети најавуваат потреба од над 4000 вработувања за период од 5 години, со можност тој број да се зголеми, например во рамките на изградбата на автопатот или акумулацијата речани. Од тука прашањето, дали нашата држава и регионот ќе се доведат во ситуација да увезуваат работна сила од трети земји? Зошто да не, ќе рече некој. Кога увезуваме невести од сиромашните реони во Албанија, можеме и работна сила. Но колку тоа би било реално со плати од 150 до 200 евра. Поради сето тоа, бугарските пасоши и масовната миграција сега или подоцна сигурно ќе ни се вратат како бумеранг и ќе удрат таму каде што најмногу